Проблемите со јавниот превоз никако да завршат. Последните во низа се две здруженија на приватните автобуски превозници кои поради неисплатен долг од градот решија да ги повлечат своите автобуси од секојдневните градски релации. Револтот кај граѓаните е огромен, исто како и кај возачите на автобуси кои останаа без работа и плата. На оваа тема зборуваме со директорот на компанијата Слобода превоз Ленин Јовановски. Како започна целата оваа ситуација, како после неколку месеци донесовте конечно одлука да повлечите дел од автобуските превозници? Значи, проблемов е акутен подолг период и тие долгови се провлекуваат подолго време и се менаџира од наша страна и се организираше превозот на начин да не дојде до ваква состојба каква што дојде, меѓутоа долгот толку се зголеми и тековните исплати спрема приватните превозници престанаа, што беше практично невозможно да се продолжи повеќе со вршење на превозот, заради тоа што едноставно превозниците немаат нафта за автобусите за да можат да продолжат да го вршат превозот. Мене ми е многу жал што моите напори, залагања, укажувања и се она што го направивме во изминатиот период не беа земени во предвид и до овој момент значи не се обидоа надлежните органи, јавното сообраќајно предпријатие да пристапи кон посериозно решавање на овој проблем кој што ќе има барем делумно решение. Не мора да е целосно, него делумно решение и да се обезбедеа средства кои што ќе беа доволни за да може овој јавен превоз кој што го извршуваат приватните превозници да продолжи. Проблемите дефинитивно се очигледни, меѓутоа она што можеме да најве да го видиме е тоа дека истите се префрлаат на релација власт-опозиција, а третата страна е градоначалничката на град Скопје Даниела Арсовска. Меѓутоа граѓаниве се тоа и не ги интересира. Што мислите вие каде го воочувате уствари проблемот? Значи, ние како извршители на превозот, односно приватните превозници, не може да бидат дел од тие партиско-политички игри или некакви интереси кои што се споменуваат или прават, можеби некаде и постојат, меѓутоа во случајов не може да се залепи таква етикета за ова што сега приватните превозници го прават, бидејќи проблемот е многу едноставен. Се нема пари и доколку се има пари, тие веднаш ќе продолжат. Еве и денеска, доколку се уплата средства да може да ги покренат автобусите, тие ќе продолжат со вршење на превозот. Така да, она што се случува и дали тие политички игри што се прават, ако се веќе игри и се одразуваат на некаква финансиска состојба во градот Скопје или во јавното сообраќајно предпријатие, може би да постојат, меѓутоа ние сме надвор од нив. Во случајов се бара да, како што ние во изминатиот период имавме разбирање за овој долг и се менаџираше овој процес, се додека беше возможно да се прави тоа, меѓутоа долгот се двојно, тројно зголеми што и не гледаме дека ако не се направи некаква интервенција дека истиот ќе може да се решава. Дали воопшто надлежните покажа волја, дали имаат слух за решавање на проблемите? Дали нешто така може да почувствувате во овој момент или едноставно сите врати се затворени? Во услови на ваква криза, во услови на вакви состојби, мислам дека соработката и изнаоѓањето на решение требаше да биде интензивно, секојдневно и долго до решавање на проблемот. Во услови кога вас ќе ви кажат само нема пари, ќе треба да чекате, а не ви кажуваат ни колку, ни кога, ни како, продолжете да возете, а вие не можете тоа да го правите, едноставно може да се заклучи дека страните кои што се најповеќе задолжени за да ова функционира, остава впечаток дека нема добра волја да се реши проблемот. Вие сте директор на компанијата Слободна превоз, па ме интересира дали во овој момент вашите возачи на автобусите останаа без работа и без плата? Токму така, доколку приватните превозници немаат средства, во последниве 3 месеци
се зголемува долгот и не се исплатени последните 3 месеци, дека тие и немаат од каде да ги исплатат возачите. Возачите не можат да исто така преживеат без плата. Се поставува уште еден дополнителен проблем е дали возачите ќе бидат достапни и дали тие ќе најдат некои друга работа и друг начин да заработуваат и да се откажат од тука и ќе се соочиме понатака со друг проблем кој што ќе биде недостаток на возачи во целиот овој превоз. Овакви ставови можеме да сублимираме дека оној познат сензационален проект кој беше најавен во предизборието, дека од страна на Даниела Арсовска, градоначалничката сега актуелна, дека ќе има бесплатен јавен превоз за сите, сакате да кажете дека тоа е далеко од лесна реализација и брза имплементација. Никаде не постои превоз кој што не се плаќа или да е бесплатен. Бесплатен може да биде за корисниците, како што беше и замислен и во програмата на градоначалничката. За корисниците, меѓутоа, тој превоз мора некој да го плати. Ако сега гледаме дека превозот не може да се плати дури и вака како што функционира, значи станува збор за финансиска немоќ да се организира еден таков проект. Не е невозможно, се е возможно и има начини и процеси како тоа се менеджира и се прави, меѓутоа ако луѓето кои што тоа треба го спроведуваат не се компетентни и не почнале со работа, бидејќи тоа не е брз ни едноставен процес, јас пак од стручен аспект можам да го кажам тоа, треба да се работи на случајот и тоа е изводливо. Меѓутоа, без голема финансиска поддршка и организација на превозот на начин на кој што треба да се организира во услови на такво функционирање, не може да имаме резултати. Значи, тоа не е политика, тоа не е политичка игра или не е политичка замисла која што може да биде само сон. На тој проект треба да работат сериозни луѓе кои што имаат искуство, како што кажав, и кои што може да го спроведат. Декларативно, ако некој се залага за тоа, не прави ништо да тоа се случи, тогаш останува само пишано на хартија. Јас пак ќе кажам, ние сме тука и за случувањата да помогнеме да се решат и за понатамошната организација да се понудиме како стручен тим да помогнеме во реализација на сите оние проекти поврзани со јавниот превоз кои што ќе го осовременат и ќе го направат подобар за скопјани.